Јас само ќе се надополнам на одговорот кој го добивме, потоа ќе влеземе и во образложување на самиот амандман. Вие рековте, мислам дека ова е мерка за намалување на загадувањето на воздухот и не е социјална мерка, но на нам ни се чини дека е ова празна мерка пред се, ако остане во ваква форма. Таа нема да допринесе до намалување на загадувањето на воздухот. И со тоа се повлекува прашањето кон кого треба да биде наменета оваа мерка. Дали треба да биде наменета за пополнување на еден дневен циклус вести и за ставање на градското резиме за остварени проекти, или треба да се однесува на некој каде што ќе има далекусежни позитивни импликации. Што се случува со семејствата со едно возило, со семејствата без возила и со семејствата со 7 возила? И кој од нив ќе биде помотивиран да ги преземе мерките да добие субвенции? Затоа ние како градски власти треба да му дадеме форма и суштина на овој проект. Ако постојат недостатоци, ако градските власти треба да интервенираат со тоа што ќе го повлечат решението и така натаму, јас мислам дека тоа треба да го направиме, затоа што таму каде што има пропусти, таму ќе санираме просто. Ова не е дадено, не е Божји мандат секоја одлука што ја добиваме. Споменавте дека можеме да дискриминираме граѓани, но всушност дискриминацијата е дел од одржливиот развој на еден транспортен модел на кој треба да се осврнеме. И сега, правото на движење е едно од основните права на човекот. И не е само слободно движење, туку тоа треба да го погледнеме во многу аспекти. Тоа се однесува на работните можности, на пристапот до храна и сите тие работи. Мислам, не сме ние до таа екстрема за пристапот на храна каде што е загрозен во Скопје, но работните можности дефинитивно. Сега, секој аспект од развојот на транспортниот модел во градот треба да биде одржлив и треба да одговори на многу прашања од методолошки аспект, нели фрагментација на градот и сите тие работи, но треба да одговори и на овие основни човекови потреби. Значи не треба да се губиме во методолошкиот пристап без да согледаме дека нудиме празни мерки просто. Феноменот на социјална ексклузија, кој веќе го имам споменато овде, е феномен на социјална ексклузија при непоседување на средство за возење. Тоа е многу сериозен проблем. Јас мислам дека никој од нас тука не се соочува со тој проблем, но сепак градот се соочува со тој проблем. Затоа мислам дека требаме да направиме нешто продуктивно. И ова најозбилно го зборам. Значи да направиме нешто што ќе има далекусежни импликации. Ова ќе постави преседан за понатаму како градските власти ќе се однесуваат кон оваа проблематика. Просто во овој момент веќе не постои оправдување и легитимитет за било каква власт на државниот апарат кој не одговара на социјалната држава. Затоа што единствената група на граѓани на која не им одговара силна социјална држава не може да ви изгласаат вас. Значи не се доволно бројни. Вас ве гласаат луѓе на кои им е потребен концептот на социјална држава и секогаш ќе им биде потребен. Се извинувам. Предложите. Ви благодарам. Предложите. Така. И работата е, зошто мислам има врска, затоа што ние овде утврдуваме секоја седница малтене за социјалната положба во градот. И како што постојат зелени агенди, како што постојат конзервативни агенди, постојат и социјални агенди, социјални платформи кои што го гледаат секој проблем на градската власт и на националната власт низ призмата на социјалната правичност. Затоа што и на следната седница ќе го имаме овој проблем, ќе имаме вакви категории на луѓе, ќе треба да ги игнорираме. Сепак, општата надолна траекторија по која се движи градот треба да престане и затоа политиките за промовирање на бициклизам се битни поради причините за социјална правичност и инклузија. Истражувањата на интерфејсот за бициклистичка експертиза од 2000 година на Деланген и Тембеле покажуваат дека 50%, ова збориме на територија на Европската унија, за 50% се намалува трошењето на семејствата со низок приход кога имаат пристап до точаци. Затоа, намалувањето на сиромаштијата со точаци е концепт дека пристапот до точаци и транспортна инфраструктура за поддршка на точаците може драматично да ги намали разликите и можностите во населението. Ова се покажало во пилот проекти низ Јужна Азија, каде што има премногу население, но ние немаме премногу население, ние имаме недостатоци во инфраструктурата. Постојат населби во Скопје кои се фавелизирани, на улица Дижонска, на улица Серава, во општина Шуто-Оризари. Ние имаме фавелизирани населби, имаме недостатоци во инфраструктурата. Затоа треба да се осврнеме и овие одлуки да бидат наменети за вистински да имаат импликации низ населението. Затоа
ние апелираме затоа што и во државите во развој и развиените држави постои ваков концепт каде што пристапот до точаци може само позитивно да делува ако до него имаат, мислам, ако се приоритетизираат луѓето со низок приход. Ќе помине една година и поминала уште една година и 3 поминали и така одат годините, а мерката се однесува на многу проста работа. Зарем мислите дека истите социјални случаи следната година ќе аплицираат за велосипеди? Јас мислам дека секоја изгубена година во овој поглед нема да допринесе до решавање на крајната линија, што сакаме да ја постигнеме со субвенционирањето или со модерното Скопје кое не е загадено и така понатаму. Јас мислам дека е многу потребно, ќе бидам краток, да го поставиме како преседан, за да може да се престане со извртената слика, затоа што имаме општествени, да кажеме, општествени групи политички кои Скопје го гледаат во некоја циклична форма, каде што 4 години е добро, 4 години е лошо, 4 години е добро, 4 години е лошо. И така се обединети во една хегелијанска синергија кон бесконечен прогрес. Така да, ве молам, да не ги губиме годините и да не ги губиме поентите на нашето, овде мислам, конституирање на техникали. Ви благодарам многу.